Председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски и раководителот на службата за информатика на Врховниот суд на Република Македонија вчера во Основниот суд Гевгелија биле во контрола на АКМИС системот во овој суд, соопштува Врховниот суд. Се работи за вообичаени активности во насока на подобрување на функционирањето на АКМИС системот, велат од Врховниот суд. Тој во соопштението на Врховниот суд не споменува дека заедно со него бил и председателот на судскиот совет Зоран Караџовски. Информациите од Гевгелискиот суд беа дека со Вангеловски бил и Караџовски. Тој не ги демантираше медиумите и цитираните извори од Основниот суд во Гевгелија, дека бил и тој во посета, која уследи една недела, откако судијка на претходна постапка од овој суд издаде 2 налога за претрез во истрагата што ја поведе специјалното обвинителство против Владимир Панчевски. Екс-председателот на Основниот суд Скопје Еден Панчевски пак се ја огосомничи за злоупотреби со АКМИС системот во време кога тој бил начело на судот, но и за оддавање службена тајна и докази во постапка. И по 6-часовното чекање на новинарските екипи, делегацијата од Скопје тие не ја виделе како излегува од главниот влез на судот. Подоцна им било објаснето дека Гевгелискиот суд има 2 влеза. Вангеловски вели дека по добивањето на извештајот од анализата на функционирањето на АКМИС системот ќе бидат донесени соодветни заклучоци за кои јавноста ќе биде информирана и дека ваквиот тип на работни посети се планирани во наредниот период во сите судови. Се работи за вообичаени активности во насока на подобрување на функционирањето на АКМИС системот, тврди Вангеловски. Но и денеска во Основниот суд во Гевгелија, чија председателка Злата Попова и портпаролката на судот се комплетно недостапни, не може да се дојде до нив. Познавачите на состојбите велат дека никој не знае зошто највисоките представници на судството отишле да го контролираат токму овој суд и токму сега, додека трае предистражната постапка на специјалното обвинителство против Панчевски за одавање службена тајна и за злоупотреби со АКМИС системот во врска со истрага што ја отворило СЈО претходно, а била поврзана со прислушуваните разговори.